Да продолжам. За сега сум болен. Значи, стекнавев круни еднаш за тоа, мислејќи дека е тоа за секојаш, па друг пат, па за една секунда друго ми се смени, за 5 секунди друго ми се смени, па за до вечер уште 2-3 ми се сменија работи. Тоа веќе, знаеш, кажувам као само зборувам, а не кажувам, значи, тоа чувството на љубов не ми трае колку што треба да трае за да бидам цар за секогаш на шахот. Значи треба да трае многу, значи секој ден, секој вечер, секој утро, така да биде, тоа да биде за секогаш, така да биде за секогаш. А ја не. Значи, треба милиарда други работи, не е лесно вика да станеш ти, вика ништо вика не е лесно, а не пак да се си има своја тежина, ама да меташ надвор, па и тоа е тешко ако повеќе време го правиш. Не знам што да кажам, стварно, ова работава е, реков јас како ќе се го решам проблемот, ама не сакам, одбивам, не сакам, не верувам, не признавам, се едно ми е, ични ми е гајле, а само мислам на тоа, само зборувам за тоа, зборувам, во тетрадка пишувам зборувам, веќе откога се случи тоа со спортските цареви, кога ми дојдоа и тие друго цареви, година и пол јас пишувам во тетрадка и зборувам што сум, па пак пишувам, па пак зборувам што сум најмногу, што сакам најмногу од спорт и друго, што сум најмногу за секојаш, и само зборувам. Знам дека треба да правам, ама не сакам. Сега сакам, после не сакам. Сега сакам, после не сакам. И ми рече психијатар, вика ми рече, вика се тоа вика го знам јас. Тоа ти вика од болеста, од збунатост и од болеста ти вика, и од тие две. Значи таква ти е природата, вели. Таква ти е природата. Така ти направила природата и тоа го имаш ти, ама. Тоа е. Не, ништо не сакам доволно, ни цртање не сакам доволно, ич. Не е доволно уопшто. Малку е, премногу малку. И шах е премногу малку, и цртање е премногу малку, математика уопште не е, шах уопште не е. Значи, ќе мора да почекам да ми дојде самото, да завршам некои работи што треба, после тоа самото да ми дојде и веќе да еднаш за секој да ме фати и да биде да се стопам од среќа. Ја мислам дека е цртањето и боењето. Сега ќе видиме. Да, цртање и боење, ама кога ќе се видам ракава, голема, силна, тоа е еден вид од проблем. Значи, кога ќе се видам на огледало, кога си гледам мускулите, веднаш ми доаѓа, ме боцка тоа и ми кажува, дали сакам, биди бодибилдер, само бодибилдинг, оди биди бодибилдер на билде се. И тоа поминува за 4 секунди поминува. Зошто се случува ако поминува за 4 секунди или за 1 секунда? Зошто воопшто се случува тоа? Јас не можам да разберам. Не, ништо, не. Уште сум пациент, уште пием апчиња, уште ми е лошо, животот се уште не ми е среден, се уште не ми е излечен животот од сите мои можни болести за секојаш. Тоа што ќе биде излечен мојот живот и јас ќе бидам излечен од секоја моја можна болест, што сум ја имал од секојаш, тоа ќе биде најдобри, тоа ќе знам. Се доека не е така, не е ни вака. Значи, сите мои болести што биде, јас сакам да се излечам од сите, јас сакам да се излечам од сите мои болести што сум имал од секојаш и да бидам жив и здрав за секојаш вечен, така ќе биде. И нула веќе, никаква болест да не, сакам никош повеќе да не бидам болен од ништо. Нула, од ништо. Сакам никош повеќе да не бидам болен од ништо. Нула. Сакам за секојаш да бидам здрав. И тоа е тоа. Треба не е само направи го тоа со моливот и со пинкалот и готово. Не, тоа не е оди така. Тоа јас сега ќе го игнорирам, да знаете. Ќе го игнорирам, тоа и нема да го мислам, да видам што ќе направам. Само тоа ќе ми дојде ако го игнорирам. Знаеш, колку што повеќе нешто не забележуваш и не гледаш, тоа после се оди времето и тоа само тоа се зголемува и се посилно станува и доаѓа на кај тебе. Тоа е. Значи, тоа е тоа. Значи, ќе си го почекам да дојде моментот, ќе
ќе го игнорирам сега, ќе го игнорирам, нема да го уредам и да видам што ќе дојде. Што сакам најмногу. Јас мислам дека е цртање, 99%. Од 100, 99%. Толку. Мислам дека е цртање. Мислам дека е цртање. И боје. Тоа е дека е такво нештото, па не знам јас ништо. Толку што знам, толку кажувам. Може би друго нешто се случува, а јас не знам.